Вештачката интелигенција ги променува од корен речиси сите индустрии, но и медицината. Во Македонија за среќа има млади доктори кои со својот ентузијазам се обидуваат да го подигнат нивото на македонското здравство. Ова е заклучокот на лекарската фела и на здравствените власти, кој беше презентиран на саамот за медицина во Скопје. Лекарите се децидни дека вештачката интелигенција во здравството не може да ги замени лекарите, иако се развива молскавично брзо, таа е далеку од безгрешна. Затоа, задачата на докторите е да ги уловат грешките. Во добар дел од медицинските сектори има олеснување, се разбира дека ќе биде голема дозата на внимателност. Токму тоа и со Орце Симов го разговаравме претходно во првата сесија дека мора да имаме поголема контрола во користењето на она што е ChatGPT и вештачка интелигенција. Не треба тоа, треба да се плашиме, треба да размислуваме повеќе на тоа, да го напредуваме, бидејќи ако бегаме од дискусијата во таа насока, тогаш ќе имаме многу повеќе грешки. Значи идејата на медицината е да преку користењето на вештачка интелигенција се намали и грешката на лекарот, меѓу другото. Од Агенцијата за електронски комуникации велат дека драстичниот пат на лекари во светот се сериозна закана за јавното здравје. Затоа вештачката интелигенција треба да биде рака под рака со медицинскиот персонал. Многу истражувања покажуваат дека до 2030 година во светот ќе недостигаат околу 18 милиони здравствени работници, од кои што најмалку 5 милиони ќе бидат лекари, и јас во блиска па и во средна иднина улогата на дигиталната трансформација, особено на вештачката интелигенција, ја гледам интегрирана заедно со медицинскиот персонал, со лекарите, и таа ќе даде дополнителна вредност. Дека дигитализацијата во здравството е еден од клучните столбови за унапредување на системот, потврдува и министерот Азир Алију. Сите алгоритми поврзани со вештачката интелигенција ќе бидат алатки кои што ќе помагат на дневна основа и за медицинскиот персонал, и за докторите, но и за пациентите. Тоа е алатка, тие се алатки кои што подигнуваат интеракција помеѓу здравствениот систем и пациентот, и целта на тие алатки не е да се менува доктор со машина или со алгоритам, туку тие да бидат алатки кои што ќе помагат и ќе носат здравствени услуги кои што ќе бидат во реално време, попрецизни и достапни од секоја точка. Македонија веќе има национално координативно тело за вештачка интелигенција под капата на Министерството за дигитална трансформација. Проектот ќе има за цел да го поттикне развојот на македонски јазични модели, ќе ги поддржи здравството, енергетиката, јавната администрација и земјоделството.